Почитувани граѓани, пред 5 години ја побарав и ја доби вашата доверба. Програмата со која излегов пред вас во 2009 година е исполнета. Реализирав и повеќе од тоа што беше предвидено. Каде и да одев, бев еден председател за сите граѓани. Остварив преку 450 средби со председатели, премиери, министри, државници. Остварив повеќе од 100 официјални, работни и неформални посети и учества на меѓународни настани. Бев домакин на над 40 официјални и работни посети на шефови на држави на Република Македонија. Секоја средба ја користев за создавање нови можности за македонските граѓани. Целиот мандат бев меѓу својот народ и народот доаѓаше кај мене. Во мојот кабинет примив повеќе од 5000 граѓани. Кабинетот беше отворен за многу луѓе. Ги слушав, разговарав со нив и секогаш за нивните предизвици дознавав лично од нив. Имаше многумина што бараа помош. Се трудев да им помогнам во рамките на моите надлежности. Соработував со премиерот, со владата, со министрите во областите на поделена надлежност, но и во економската промоција на Република Македонија. За многу мои проекти имав голема поддршка од стопанствениците. Работев со градоначалниците, со професори, научници, спортисти, новинари, волонтери. Постојано работев и се среќав со нашинците од диаспората, со секој сегмент од нашето општество. Имавме поставено стратегиски цели, членство во Европската Унија и во НАТО. Напорно работев на нивно остварување. Доказ за нашата напорна работа и исполнувањето на обврските се 5 позитивни извештаи и 5 препораки на Европската комисија за почеток на преговорите за членство на Македонија во Унијата. Мандатот го посветив на отварање нови хоризонти за Република Македонија, за македонската економија, образование, наука, култура, уметност, спорт, за младите. Како председател на Република Македонија имав одлична соработка со премиерот Груевски, но и со министрите, со пратениците, со одговорните луѓе на бројни државни институции. Така се работи за Македонија. Заедно постигнавме многу. Обезбедивме визна либерализација за нашите граѓани. Ја внесовме Македонија во гасоводот Јужен тек. Обезбедивме нови странски инвестиции. Се отворивме кон нови пазари и создадавме нови можности за македонската економија. Од соработката со Кина произлегоа и првите конкретни резултати. Почна да се гради патот од Кичево. На трасата ќе почне да се гради и најдолгиот тунел во Македонија. Знаеме каде одиме и знаеме што сакаме. Сакаме Европа да ја изградиме во Македонија и Македонија да ја внесеме во Европа. Сакаме држава и економија кои создаваат нови работни места за Македонија да биде дом во кој се гради благосостојбата за сите. Успешноста на политиката се мери со создавање нови работни места. Довербата граѓаните ја даваат на оние кои го исполнуваат ветеното, а и повеќе од тоа. Драги пријатели, јас и Антонио Милошевски, кој во тоа време беше министер за надворешни работи, заминавме во кабинетот на Бранко Црвенковски со цел да договориме позиции околу нови амбасадори на Република Македонија, бидејќи тој држеше, ја имаше окупирано таа функција на начин за кој што сите знаеме како, и имајќи го во обзир нашето почитување на Уставот, отидовме да разговараме за тоа. И тој вели, ја имам два предлози на луѓе кои што ми се многу значени и за кои што инсистирам да ги прифатите. Добро, велиме, кои се тие луѓе, ако може да чуеме, што толку те задолжиле?
Едниот е вика Стево Пендаровски и него го предлагам за НАТО, амбасадор во НАТО, а вториот е Владо Вучковски и него го предлагам за Лондон. Тоа е време во кое што веќе се гледаше дека Бранко Црвенковски има личен долг кон Стево Пендаровски. Тој го задружи со легализација на еден сериозен фалсификат на претседателските избори во 2004 година. Тој тогаш покажа дека нема интегритет, дека е спремен се да направи за да оствари некоја лична корист. Спремен е и на некој начин да влезе во една таква ситуација на легализирање на фалсификати, само и само да се докопа до некоја позиција која што нему лично ќе му донесе него. Тогаш Бранко не успеа, сега повторно како тројански коњ ни го наметнува не за амбасадор сега, да бил и председател на Република Македонија. Тешко ќе помене тоа овој пат. Овој пат не одлучува само Никола Груевски и Антонио Милошевски. Овој пат одлучува Македонија, а Македонија памти. Вие се сеќавате пред една година на митингот во Скопје, пред локалните избори, најавив една крупна компанија од Германија дека донела одлука да инвестира во Велес и дека се уште немам дозвола да го спомнам незиното име, но укажав дека тоа ќе се објави за неколку месеци. Сведоци сте дека пред неколку месеци компанијата Маккарт јавно на пресконференција во Скопје ја објави својата инвестиција во која ќе вработи околу 800 луѓе во Велес. Ова попладне, малку пред почетокот на овој собир, од моите соработници ја добив информацијата дека една друга компанија исто така од Германија денеска донесе одлука да изгради фабрика за делови за автомобилска индустрија овдека во Охридско-Струшкиот регион. За Диванов стојат нашите и неговите вредности, нашите дела и проекти. За Диванов стојат луѓето кои работеа макотрапно на повеќе од 2000 проекти во 5 години, додека соработувавме, извршувајќи функции кои не ги доверил народот и кои имаа конкретни дела зад себе. За Диванов стојат нашите дела, кои прават огромна разлика со она што се наши противници. А тие дела се нашата вредност и нашата најсилна предност пред нашите противници, кои народот ќе ги препознае и ќе знае да ги вреднува со давање на доверба кон нас, кон оние што создаваат дела, кои остануваат за народот и кои се видливи, мерливи и реални. И затоа граѓаните знаат дека изборот е Македонија и човек кому државата му е пред се. За Диванов стојат проверени луѓе со конкретни дела, кои докажале дека знаат да работат и имаат видливи резултати. Луѓе со капацитет и луѓе со интегритет. Стојат луѓето кои во овие години, додека ја добиваат довербата на народот, успеа да вработат, односно да отворат нови околу 117.000 работни места, кои успеа во едно турбулентно време на светски и европски економски кризи да ја намалат невработеноста за речиси 10% поени и да донесат повеќе од 20 глобални инвеститори, директни странски инвестиции во вредност од над 1 милиарда и 800 милиони евра, и кои ја искачија Македонија на високото 25-то место на врвната листа на Светската банка наречена Doing Business, а преходно беше на 94-то место. Иванов го подржуваат луѓето кои ги зголемија најниските пензии за 76% во овие години, а просечните пензии за 62%, социјалната помош за 47%, постојната парична помош за 46%, кои за прв пат во историјата донесоа закон за минимална плата и потоа таа минимална плата се зголеми, кои го решија горливиот проблем на стечајните работници од државните и доминантно државни компании во Македонија и кои го решија проблемот со професионалните војници во Република Македонија. Тоа се луѓе што стојат за Диванов. Да се осврнам на уште една тема и да се обратам
на една група наши граѓани кои што го заслужуваат тоа. А тоа се македонците со муслиманска вероисповест. Сакам да најавам дека ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе се вмеша во правењето услови за подобрување на нивните судбини човечки. И тие подготовки веќе ги започнавме. Тоа се луѓе кои заслужуваат да имаат своји представници во парламентот на Република Македонија. Јас вечера од оваа говорница сакам да најавам дека на листата за пратеници на ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за подобра Македонија ќе има место на најмалку 20 македонци со муслиманска вероисповест. И не беше случајно што во извршниот комитет на ВМРО ДПМН веќе влезе и македонец од муслиманска вероисповест, а наскоро ви најавувам ќе влезе уште еден. И ние сакаме да му покажеме на овој дел од нашиот народ дека нема да дозволиме понатаму да бидат заборавени и запоставени. Многу пати досега ВМРО ДПМН беше сатанизирано помеѓу албанското население. Дека ние ги мрзиме граѓаните кои што се етнички албанци, дека сме против нив, дека не сме возможили да се изградат некои работи. Тоа го правеа партиите со етнички албански презнак, кога требаше да го оправдат своето слабо работење и неостварени ветувања, или пак прекоумерено дадени ветувања, кои што однапред може би знаеле дека не може да ги остварат. Нашата грешка беше што не одговаравме на тоа и што го дозволивме тоа. Меѓутоа, јас ќе ве убедам дека ВМРО ДПМН е партија која работи за сите, се бори за доброто на секој граѓанин. Ќе ве прашам една работа. Кој во Македонија ги воведе субвенциите за земјоделците? ВМРО ДПМН ги воведе. Ги воведе за сите граѓани на Македонија. Сите граѓани на Македонија имаат придобивка од огромните субвенции што се даваат за земјоделците. И земјоделецот македонец, и земјоделецот албанец, и земјоделецот турчин, и земјоделецот ром, и србин, и бошњак, и влав, и секој еден друг граѓанин. Драги пријатели, она што сакам да го потенцираме дека ВМРО заедно со председателот Иванов и со неговата поддршка што ја очекуваме во наредните години ќе се бори за доброто на секој граѓанин, за нови инвеститори, за нови работни места, за сите граѓани на Македонија. Тоа е нашата политика. Тоа е нашата борба. Тоа е нашата визија. Да живее Република Македонија! Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорги Иванов за председател.